Во оваа емисија ќе гледате кога не можат да излезат од македонските судски лавиринти на неправда. Луѓето бараат помош од Страсбур и Судот за човекови права. Како правната сигурност и функционирањето на правната држава влијаат врз бизнис климата и економскиот развој. Интервју со новоизбраната директорка на Академијата за судии и јавни обвинители, Наташа Габер Дамјановска. Како идните кадри на правосудниот систем ќе сакаат да влезат во оваа професија, ако гледаме дека со политички решенија како законот за амнестија директно се врши упад во тековните судски процеси? Правосудство и фундаментални права, или поглавје 23, е првото кое што секоја земја кандидат го отвора и последното кое го затвора, пред официјално да стане дел од европското семејство. Тоа воедно и најново поглавје, а поради неговата комплексност, во 2011 година е донесена стратегија да биде прво задолжително во секои преговори. Давањето приоритет на поглавјето 23 донесе многу критики, дека ЕУ бара повисоки стандарди за идните кандидати, отколку за земјите кои се веќе членки. Но не треба да се заборава дека политиките на Европската Унија во областа на правосудството и фундаменталните права имаат за цел да развиваат Унијата како област на слободи, безбедност и правда. Поглавјето 23 е поставено на 4 столба: правосудство, борба против корупцијата, основни права и права на граѓаните на Европската Унија. Елементите на ова поглавје се тесно поврзани со политичките критериуми, кои треба да се исполнат за започнување на преговори. За ова поглавје не постојат цврсти норми кои земјите кандидати мора да ги преземат, туку треба да ги исполнат општите принципи и европски стандарди. Токму затоа и тешко се одредува колку земјата напредувала во обезбедување на независно судство и владење на правото. По завршувањето на скрининг фазата во која се наоѓа Македонија, Европската комисија ќе ни даде насоки врз основа на кои владата треба да изготви акциони планови, кои ќе служат како патоказ за водење на преговорите. Дотогаш, според извештајот на Комисијата за напредокот на земјава од мај годинава, владата треба да ја спроведува стратегијата за реформи во правосудството и итните реформски приоритети, содржани во владиниот План 18. Планот 18 ќе даде одговор на дел од барањата на Комисијата и Советот на Европа за реформа во два клучни столба од поглавјето 23: реформи во правосудството и антикорупцијска политика. Роковите во планот, поставени од владата за динамиката со која ќе се носат измените на клучните закони за зајакнување на независноста на судството и на обвинителството, се растегливи. Некои закони треба да бидат усвоени до крајот на годинава, додека други се со датум од декември 2019. Анализи, методологии и законски измени се предвидени за сузбивање на корупцијата и организираниот криминал, области кои државата се обврзала да ги зајакне. Поглавјето 23 е долго и спроведувањето на нормите од него ќе биде и процес кој ќе чини многу пари, зашто Македонија ќе може да користи и европски фондови. Само 19% од граѓаните во земјава во март годинава одговориле дека му веруваат на судскиот систем. Другите, 75%, рекле дека не му веруваат, а 6% не знаат дали да им веруваат на судовите или не. Ова се резултатите од испитувањето на јавното мислење на Евробарометар. Во овие проценти најверојатно влегуваат и нашите соговорници кои незадоволни од одлуките на домашните судови. Правдата ја бараат во Европскиот суд за човекови права во Страсбур. Искра Мијалковска-Ефтимова смета дека судовите во земјава не ја заштитиле од незаконскиот отказ од работното место во време кога таа била во рана бременост. Незината тужба за повреда на Законот за спречување и заштита од дискриминација и на Законот за работните односи била одбиена со образложение дека и завршил договорот за вработување, иако, како што тврди таа, од работа била одјавена 10 дена пред истекот на договорот. По одбивање на тужбата од страна на Основниот суд, поднесовме жалба до Апелациониот суд, кој што исто така ја донесе истата одлука, дека нема основ за дискриминација. Меѓутоа, самото тоа што јас како граѓанин, како мајка, како жена пред се почувствував несигурно, незаштитено и едноставно недоволно ислушана, сметав дека треба да го превземам и тој чекор, значи да се обратам до Судот за човекови права во Страсбур, од каде што се надевам дека ќе добиам позитивен одговор, односно нели надежта последна умира, вреди да се бориме за правдата и едноставно сметам дека мојот пример, затоа сум и тука, треба да ги охрабри и поттикне сите оние кои што исто така се почувствувале несигурни во системот во Република Македонија.
Мјалковска Ефтимова додава дека имала среќа што за незината постапка добила бесплатна правна помош од Македонското здружение на млади правници. Според незината адвокатка, случајот на Искра не е единствен и преку него се отсликуваат слабостите на судскиот систем во земјава. Сега овој случај е специфичен бидејќи во текот на домашната постапка пред домашните судови се занимаваме со докажување на дискриминацијата, меѓутоа судовите во нашата држава ниту првостепениот, ниту второстепениот суд не го земаа во предвид докажувањето кое што треба да падне на товар на страна на тужената страна, туку својата пресуда ја заснуваше на аргументи кои што не беа докажани со конкретни изведени докази предложени од страна на тужениот. Од таа причина во апликацијата која што ја поднесовме пред Европскиот суд за човекови права се осврнавме на повреда на членот 6 став 1 кој што се однесува на правично судење пред независен и непристрасен суд, кој што и членот 14 за забрана за дискриминација, кои што се однесуваат фактички на неправилната примена на законите во домашното судство, односно изведувањето на доказите и целата постапка која што се водеше во домашните судови беше секој пат на страна на тужениот, односно ниту во еден момент не се изведоа доказите кои што беа предлагани од страна на тужителката. Жалбата до Страсбур Мјалковска Ефтимова против Република Македонија не е очигледно недопуштена, што прави известно дека ќе биде доставена на одговор до државата. До овој момент судот се нема обратено за одговор од државава, потврдуваат од Бирото за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права. Осман Љоки пак и неговиот адвокат Благоја Пандовски ја пишуваат апликацијата до Европскиот суд за човекови права. Пред домашните судови, Љоки ја изгуби битката за докажување дека незаконски било отпуштен од работа, иако првостепениот суд еднаш ја прифатил неговата тужба и пресудил во негова корист. При повторното судење, тужбата била целосно одбиена. Верував до кога веќе имавме надеж дека оваа власт ќе смени нешто во судството. Меѓутоа, мислам дека не верувам ни сега заради тоа, бидејќи веќе сум одбиен и од основен, и од апелација, и од Врховен суд, и веќе тука се завршија сите правни постапки, да имам надеж тука, значи воопшто немам надеж, и судиите истите остануваат. Значи тоа се цела армија на судии што за жал не се суди за правда, туку за неправда. Станува збор за две одлуки за отказ, од кои само едната, според адвокатот, произвела правно дејство. Значи со ваквото постапување на националните судови, да ги наречеме во терминологија која користи судот во Страсбур, практично на апликантот му се оневозможува правото да го заштити, да ги оствари своите граѓански права, во случајов да заштити право кое му е гарантирано со Законот за работни односи. Во оваа смисла, него му е повредено правото на правично судење во смисла на член 6 од Европската конвенција, бидејќи истиот практично не може да го заштити своето право, значи да побива одлука од работен однос со која што е одјавен од Агенција за вработување. Македонија е обврзана да ги извршува пресудите од Страсбур, а судовите да ја применуваат неговата пракса или да ја повторат постапката, доколку тоа го налага Европскиот суд за човекови права. Од 2011 година до сега поднесени се вкупно 724 апликации против Македонија за правично обештетување на македонските граѓани кои тужеле во Страсбур. Од домашниот буџет годинава им биле исплатени 87.000 евра. Според видот предмети за кои граѓаните се жалат во Страсбур, најбројни се повредите на правото на живот и заштита од тортура, пристапот до правда и ефикасно функционирање на правдата и слободата на изразување. Постапка која новинарите од земјава ја добија за собраниските настани од 24 декември 2012 година. И Мјалковска Ефтимова и Љоки се надеваат дека и тие ќе ја добијат правдата во Страсбур. Во Агенда 35 следува анализа во која инвеститорите ја критикуваат правната држава и спроведувањето на законите, а подоцна и разговор со Наташа Габер Дамјановска, председател на Академијата за судии и обвинители. Неколку релевантни меѓународни институции што ја оценуваат бизнис климата во различни земји го истакнуваат владењето на правото како клучна слабост во Македонија.
Heritage фондацијата од Вашингтон во својот последен извештај од февруари годинава, владеењето на правото, под кој ги оценува имотните права, судската ефикасност и интегритетот на владата, го нотира како еден од најголемите предизвици. Владата го отежна спроведувањето на договорите. Постои законска основа за заштита на сопственоста на подвижни, интелектуални и недвижни ствари, но имплементацијата останува нецелосна. Правната рамка е солидна, но спроведувањето на законите е слабо. Судството не покажува независност, а судиите се предмет на политичко влијание. Корупцијата е распространета, а некои представници на власта се впуштаат во корупција, пишува во извештајот. Индикаторот на Светска банка, што го оценува владеењето на правото пак, во 2017 година на Македонија и даде 47 поени, со што е послабо рангирана и од Србија и од Хрватска од земјите во регионот, и загрижувачки е што последните 5 години трендот е негативен. Делегацијата на германското стопанство во Македонија веќе 12 години преку анкети го истражува мислењето на компаниите и во секоја од нив менаџерите на компаниите секогаш го критикуваат владеењето на правото. Директорот на ова здружение на германски инвеститори, Патрик Мартенс, вели дека загрижува тоа што од година во година не се забележува никаков напредок во функционирањето на правната држава. Das stimmt, wir haben diese Umfrage seit 12 Jahren und wir haben eigentlich immer wieder die gleichen Ergebnisse. Die Unternehmen haben Kritik an der Rechtsstaatlichkeit, an der Vorhersehbarkeit, an der Justiz, wenn es darum geht, in Streitigkeitsfällen vor Gericht entsprechend auch Recht zu bekommen, ja, also Recht haben und Recht zu bekommen ist hier immer noch ein Problem und häufig ist immer noch der Fall, dass Justiz eben in Abhängigkeit, indirekter Abhängigkeit von auch der Exekutive steht und hier können auch bei Regierungswechseln Blockaden auftreten. Мартенс вели дека иако не може да се потврди емпириски, инвеститорите слушаат за корупција и тоа влева чувство на несигурност, но според него властите мора да направат напори да ги елиминираат овие негативни гласини. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Sie können als Investor, wenn Sie ein mittelständischer Investor sind, wenn Ihnen jemand sagt, dass der eigene Rechtsanwalt womöglich gekauft wurde von der anderen Seite oder dass das gesamte Gericht gekauft wurde, der Richter gekauft wurde, dann mag das überhaupt nicht stimmen, aber derjenige, der jetzt vor Ort ist, ist verunsichert, er kennt das Land in der Form nicht und wird im Zweifelsfall aufgrund dieser Verunsicherung auch sich herausziehen mit seiner Investition. Und die Gefahr besteht immer. Natürlich, wenn wir unterschiedliche Kulturen und Kenntnisse vom Land haben, aber ich denke, da sind wir alle in einer Position, in der wir herausgefordert sind und Verantwortung zeigen müssen und einfach nicht nur die besten und umfangreichsten Gesetze zu haben, sondern sie entsprechend auch umzusetzen. Und das ist ein Vertrauensverhältnis, was sehr sensibel ist und was lange benötigt, um es richtig aufzubauen. Деканот на правниот факултет Јустинијан I Горан Коевски вели дека потребни се повеќе реформи за да се обезбеди владење на правото, но основно е политичка волја. Само со измена на законот за судови и слично не би можело многу да се постигне, сепак тука според мене е најбитна политичката волја. Добриот закон навистина да има волја да се спроведе во практиката, особено од аспект на независноста на судската власт, немешање од страна на законодавната и извршната власт врз судската власт. Значи, добра волја, спроведуваме, законот важи за сите и според мене ќе се прати така најдобар сигнал кон странските инвеститори дека функционира правната држава. За да се подобри бизнис климата, деканот Коевски вели дека е важно судовите во Македонија да се специјализираат само за трговски спорови. Битно е многу и специјализацијата на самото судство, за разлика од земјите во регионот, каде што постојат, да речеме, посебни трговски судови, кај нас во Република Македонија ги нема. А такви има во Србија, во Хрватска и така натаму. Значи, кога имате специјализирани судии во една област, особено во делот на трговските договори, трговските друштва и така натаму, нивото на правна сигурност и заштита ви е посигурно. Така што, според мене, законите се добри, апроксимацијата со правото на Европската Унија е добра, а меѓутоа треба и самите судии да бидат свесни дека треба со тек на време да се специјализираат во определена
област. Една од причините за слабиот напредок на владењето на правото, што со години го нотираше и Европската комисија во своите извештаи, може да се лоцира и во недоволниот буџет, што ќе осигури независност на судската власт. Иако според Законот за судски буџет, државата треба да одвојува по 0,8% од бруто домашниот производ или околу 80 милиони евра за судската власт, до лани овој износ беше двојно понизок. Или македонските власти одвојуваат по околу 18 евра по жител за функционирањето на судската власт. За споредба, просекот во ЕУ е 98 евра, а по одделни земји членки, најблиску до Македонија е Бугарија со 42 евра по жител, во Хрватска се одвојуваат по 50 евра по жител, додека во Словенија овој износ достигнува до 96 евра по жител. Госпоѓо Габер Дамјановска, ви благодарам што вечерва сте со нас. Еден од клучните приоритети во реформскиот процес на владата е планот 18, каде што се вели дека изборот на судии и на обвинители ќе биде по заслуги. Значи ли ова дека досега судиите и обвинителите не беа избирани вака и што правиме со тие кои што биле бирани на друг начин? Не би можела да одговорам на вашето прашање од аспект на она што моментално го имам задолжението да го работам. Сепак Академијата е одговорна за идните генерации на суди и обвинители, кои што наша задача е да ги направиме квалитетни, со солидни професионални знаења и се разбира со личен интегритет. Академијата може да гарантира за идните генерации кои што успешно ќе ги положат приемните испити и кои што ќе ги минат сите стадиуми на обука во нашата академија. Токму довербата во правосудството, па и во професијата судија, обвинител е размишана кај граѓаните после сите работи што ги слушнавме особено во процесот на откривање на бомбите, од тефтери со имиња на суди, делење на предмети на рака, директни притисоци на политичари кои што се јавуваат врз суди и реагираат или инсинуираат како одреден предмет, каква завршница треба да има. Како да се врати оваа доверба ако ги трнеме настрана квалитетните кадри кои што вие ветувате дека Академијата ќе ги продуцира? По некоја линија на контакти со одредени граѓански организации кои што имаа направено анализа на тоа како граѓаните го восприемаат судството и дали сметаат дека има вакво непрофесионално, неодговорно работење или пак дури корупција, испаѓа дека граѓаните кои што биле во контролната група, кои што имале директен контакт заради своја учество во различни судења како заинтересирана страна и така натаму, сметаат повеќе од оние кои што немале дека сепак судовите си ја вршат својата работа. Тоа што се должи тогаш перцепцијата? Па јас мислам дека со оглед на политичките настани што се случува во Република Македонија, кои што добија своја завршница или свој израз преку процесуирањето во одредени судови во нашата држава, дека бидејќи токму тие судови беа под светлото на јавности, како тие действуваат под овие околности, кај што кога се очекуваше државниот јавен обвинител тогаш да постапи по одредени сознанија за одредени состојби или што се случува, или пак други ситуации, дека бидејќи јавноста беше концентрирана на тие судови, се имаше такво чувство и впечаток како да тоа се состојби кои што важат за целото судство. Јас сепак мислам дека не е така и дека има делови на судството кои што сосема пристојно и нормално си ја работат својата работа. Сигурно дека има и честни исклучоци, што би рекле, меѓутоа тоа не е само перцепција на граѓаните или на новинарите. Европската унија во извештајот за напредокот на земјата исто така го нотира правосудството и воопшто функционирањето на правната држава како голема слабост и едно од поглавјата каде што најмногу ќе треба да се работи. Точно е и тоа, можам да се согласам со тоа, но ние имавме уставни измени поодамнешни, кои што ги постави основите на тоа како е организирано судството и како практично може да се добие одреден одговор на прашањето дали постои одредена одговорност за судија кој што нестручно или несовесно ја врши својата работа. Тоа се тела кои што имаат своја уставна позиционираност и законска се разбира и кои што би требале да функционираат ако се воочат такви недостатоци.
евентуално судиите кои што се сметало или јавните обвинители во соодветното тело, ако се смета дека непрофесионално или несовесно ја вршеле својата работа, треба да соодветните тела да решават за нивната одговорност. Тоа е институционалниот пат. Република Македонија не може неформално да биде една јавна судница која што луѓето ќе ги жигосува на овој или на оној начин, туку се знае дека се тоа мора да оди низ институциите на државата. Ако тие сметаме дека не функционираат, тогаш треба да се даде одговор зошто не функционираат, нели? Мора да се лоцира проблемот онаму каде што лежи суштината. Тука можеме да се осврнеме на политичката воља воопшто за реформи во правосудството. Точно е дека судската власт и извршната власт треба да се паралели, кои што не се допираат, меѓутоа токму преку владата и преку нејзиниот ангажман за реформи во ова поле, мора да има некаков тип на соработка. Сега кога зборуваме за резигнираност на граѓаните од одредени ликови кои што се појавуваат повторно во улога на реформатори на судството и слично, тогаш веројатно топката треба повторно да се сврти на Илинденска безброј. Па сега, знаете, идејата е судството да го добие своето место онака како што е определено како трета власт, која што приоритет дава на професионалното постапување и работење. Ако тоа не е случај и ако трпи големо влијание од извршната власт, која и да е, тогаш не можеме да зборуваме за нормално функционирање на еден уставен систем. Во тој, можеби, дел од тоа, како состојба, можеме да го најдеме како паралела и во други држави во нашето окружување. Тоа се понови демократии, кои што развитокот и востанувањето на професионалните тела не го изоделе оној историски пат на изборување за нивна комплетна независност. Тоа е исто така наша задача, но тоа не се решава со чисти институционални решенија, туку малку повеќе има лога и самото ниво на развој на демократските процеси и односите во едно општество кое што не се директно мерливи, но се чувствуваат и мислам дека Република Македонија таа задача своја мора некако да се ја одрази во идниот развој, да биде повидлива. Дел има одговори институционални кога ќе се најде одреден проблем за тоа, например, како се решава за одговорноста на судија во рамките на судскиот совет, сега се нуди еден поинаков механизам, подетализиран, пообразложен и така натаму, за да тоа се остварува, но не е секогаш само институционалниот одговор. Малце и свеста мора да се развие во еден друг правец. Кога веќе зборуваме за развојот на Македонија на демократските процеси како една слаба демократија, интеграциите кон Европската унија и самиот процес на преговори сигурно ќе ги наметне посакуваните реформи побрзо или поспоро, зависи од нашите капацитети. За овој процес да почне, неопходно е да заврши оној процес на уставни измени за конечна имплементација на договорот од Преспа. Во таа насока и законот за амнестија кој што помина деновиве. Како мислите да се истурка овој процес на амнестија, при тоа да се зачува дигнитетот на професијата, да се зачува довербата на идните млади обвинители и судии кои што ќе сакаат да се занимаваат со тоа, за да не кренат раце и да речат па зошто би го работела јас ова, кога на крај било кој политичар може на сред судски процес истиот да го прекине со законско решение. Па зборуваме за еден процес кој што ќе го цитирам извештајот на Европската унија, почнуваме од заробена држава за да се обидеме да влеземе во некои нормални текови. За да веќе имаме и дозвола за отворање на поглавијата, за под отворена врата кон Европската унија и сите оние процеси кои што мора и искалила да ги мине Република Македонија за да конечно успее да влезе како член во Европската унија. Не мислам дека тој процес е лесен и тоа го гледаме во рамки на бројните отстапки кои што системот македонски мора да ги претрпи за да може да ја отвори таа врата. Овде во случајов со амнестијата имаме еден реалистичен пристап
кој што се разбира дека не е по правните правила, се разбира дека не е задоволство на било кој обвинител или судија, неговата макотрпна работа да мора да ја ограничи во одредени случаи, а да дозволи во други да биде применето правото, но едноставно јас го гледам како прагматичен пристап за да може Република Македонија да влезе во тие текови, да успее да се да поминат уставните измени. Сите сме свесни за тоа, сите мислам дека ни е потполно јасно. Видовме дека и Европска унија имаше реакција Нема да кажам ништо ново го поздрави процесот. Така е, и денес веќе Европската унија го поздрави како вели како чекор на помирување. Сега можеби е тоа случај, исто така да направиме една паралела на овој закон заедно со законот од 2001 година, амнестијата која беше после конфликтот кој што го мина Република Македонија. Една огромна група луѓе со општи одреди беше покриена со таа амнестија и беа конкретно издвоени одредени кривични дела. Знаеме дека тие кривични дела беа против човештвото, заради тоа има и посебна, беа отворени во Хаг како такви и потоа префрлени на Република Македонија да ги процесуира и да ги решава, но исто така знаеме дека како резултат на предизборен политички договор, партиите кои веднаш после изборите, собранието со едно толкување ги покри тие случаи за тие лица да не бидат кривично гонети од тој аспект. Токму затоа и граѓаните се разочарани зашто како што велите не е прв случај. Амнестијата не е постојано на дневното мени. Во ваков или онаков облик. Па идејата е дека ако од заробено општество се движиме кон нормално општество, дека системот ќе профункционира и дека нема да се најдат идните генерации во таква незгодна ситуација за да морат на овој начин да ги решават предметите кои што ќе се наоѓаат пред нив. Дека конечно ќе треба владењето на правото да преовлада и дека други процеси ќе почнат кои што сме толку желни сите овие години во Република Македонија. Некаде имаше коментар дека можеби прифатливо би било во законот да има член кој што ќе вели дека ова е последната амнестија. Еднаш за секогаш. Па и тоа не е лошо. Да се спакува. Ама и да не е само декларативно, туку реалистично, да почнат да функционираат законите и да се применуваат како што треба. Кажете ми треба. сега околу вашата функција, вие сте избран за председател на Академијата за судии и обвинители, за директор се извинувам, на Академијата за судии и обвинители, исклучително важна институција воопшто во функционирањето на судството и правосудството во Македонија. Каков предизвик ви е ова функција и кои се вашите чекори што ќе ги преземете? Голем предизвик е, како што и претходно реков, да се од Академијата да излегуваат бројни квалитетни идни суди и јавни обвинители. Една препорака од оценската мисија е дека Академијата е пожелно да има специјализирани денови со кои прави средби со студентите кои што се на последните години на правните факултети за популаризирање на улогата на Академијата и за можната наобразба која што таа ја нуди за таква правосудна кариера на младите луѓе. Тоа е единствена можност да се анимира и популаризацијата се разбира на тоа што значи да се биде успешен јавен обвинител и судија. Тоа ќе зависи од реформите како ќе течат, претпоставувам, зашто? Да, со тоа што моментално самото судство и обвинителство имаат голем број на упразнети места. Проекциите кажуваат, бидејќи тие се обврзани да информираат Академијата за нивните потреби до крај на март тековната година. Самите обвинители имаат потреба од нешто над 50 места да се пополнат со кадри, нешто помалку, околу 40 имаат судовите. Зборуваме за основните судови и основните јавни обвинителства. Актуелно ќе завршат со слушање, односно со практичниот дел на обуката, кадри од 6-та генерација на слушатели, кои што ќе го полагат завршниот испит крај на јуни, почеток на јули следната година и ќе можат веќе да пополнат дел од местата од ова што се веќе евидентирани дека има потреба.
бидејќи се поголеми потребите отколку што временски академијата може да покрие со кадри со оваа генерација шеста што ќе заврши, идејата е да се овозможи на почеток на следната година да има еден нов упис на две групи кои што ќе бидат евентуално заради потребите на обвинителството, една група да биде само со кандидати за обвинителството, другата да биде мешана група, значи идни суди и јавни обвинители. Како тоа просторно ќе го изведеме, ќе видиме, бидејќи капацитетите на академијата сепак се лимитирани, а истовремено мораме да имаме и континуирана обука за судија, не само основна обука. Ќе видиме, но амбицијата ја имаме, желбата ја имаме, и ќе се обидеме да излеземе во пресрет на потребите. Кажете ми само на крај како ја гледате улогата на академијата во натамошните процеси и колку мислите дека ќе може да земе учество во реформите кои што ќе доаѓаат со процесот на интеграција? Реформата може да се прави со квалитетни млади кадри. И тоа е нашата задача. Исто така, реформата може да се прави и со континуираната едукација кон веќе постојните кадри во судството и обвинителството, така да јас се надевам дека можеме да обезбедиме квалитетни предавачи, квалитетни информации, па еве дури поголеми информираност за правото на Европската Унија, нови димензии кои што би били интересни за слушање. И тоа не само судиите обвинителите, по закон академијата може да ги инкорпорира во тие едукативни процеси нотарите, извршителите, медијаторите во иднина, повеќе алки на системот што може да помогне. Значи може да се најдат заеднички точки на интерес за доедукација и други институции кои што практично имаат допирни точки во нивното работење со работата на судовите. Така да може да биде алка на поврзување на кога се работи за една конкретна тема, каде што може да се најдат различни чинители, да разменат информации и евентуално да ги лоцираат точките каде што може да ја направат соработката поуспешна во нивниот домен. Ќе го почекаме и следниот извештај на Европската Унија, следниот јуни, па ќе видиме колку сите алки биле доволно силни во тој синџир. Ви благодарам многу за гостувањето. Благодарам на поканата. Благодарам. Нема владење на правото, нема европски фондови. Европската Унија воведува механизам за казна на Унија влади, што ќе се мешаат во работата на судовите. Нацрт законот, што помина на прво читање во комитетите за буџети и буџетска контрола во Европскиот парламент, предвидува оние држави што не се ангажираат доволно во борбата против корупцијата да имаат ограничен пристап до европските пари. Почитувањето на владењето на правото и сите вредности на ЕУ се основни принципи според кои се гради европскиот проект. Ниту една влада не може да ги прекршува тие вредности без да сноси последици, рече известувачот од Комитетот за буџети. Дефинитивната одлука по однос на нацрт законот ќе се знае следната година, за кога е закажана и парламентарната дебата. Европските компании се повеќе инвестираат во истражување и развој. Податоците за 2017 покажуваат дека 577 компании инвестирале цели 200 милиарди евра за овие намени, што е за 5,5% повеќе од минатата година. Растот го придвижили инвестициите во автомобилскиот, здравствениот и ИКТ секторот. Ова го покажуваат податоците на Industrial R&D Investment Scoreboard за 2018 година, објавен неделава, во кој се анализираат 2500 компании кои направиле повеќе од 25 милиони евра инвестиции во истражување и развој на глобално ниво. 2107 македонски државјани студираат на универзитетите во некои од државите членки на Европската Унија. Ова го покажуваат последните податоци објавени на крајот на ноември на страната на Евростат за мобилноста на интернационални студенти во Европската Унија за 2016 година. Македонците најмногу студираат во Бугарија и Италија, и тоа по 574 студенти. Потоа следува Австрија со 275, Франција со 142 и Обединетото кралство со 104 студенти. Не се мачи само Македонија со загадениот воздух. Овој проблем се смета за најголем ризик за јавното здравје и во Европа, каде што предизвикува околу 400.000 предвремени случаи на смрт годишно.
Иако во Унијата постои директива за квалитет на воздух со која се дефинираат стандардите уште од 2008 година, не секаде таа дава резултати. Државите се трудат преку различни проекти да дојдат до почист воздух. Градат кули за прочистување, купуваат така наречени зелени автобуси што прочистуваат додека се движат. Поставуваат билборди кои имаат улога на градско дрво или реклами прочистувачи. Но експертите тврдат дека нема ефикасна борба против загаден воздух без да се решат загадувачите. Дека подобро е да се спречи отколку да се лекува, покажува проектот за подобрување на квалитетот на воздух што веќе се спроведува во регионот Малополска во Полска, со помош на лайф програмата на Европската Унија. Тој предвидува замена на старите или помалку ефикасни печки со помодерни системи за загревање на домовите. Голем број граѓани на Краков, главниот град на регионот Малополска, ја искористиле можноста за субвенции, затоа што оваа програма целосно им ги рефундира трошоците. Овој проект опфаќа замена на 500.000 системи за грејење, кои се во приватна сопственост, со што се очекува да се подобри квалитетот на воздух за околу 20 милиони граѓани. Дополнително е донесена и антисмог регулатива, со која се воведува забрана за употреба на цврсто гориво и воведени се еко-дизајн стандарди за сите печки, котли и камини. Со помош на 60 екоменаџери во 55 општини се врши едукација на граѓаните како да живеат еколошки. Најважна активност е да се подигне свесноста во регионот за загадувањето на воздухот и какви последици тоа има врз околината и пред се врз здравјето на граѓаните. Проектот е со временска рамка од 2015 до 2023 година и вкупен буџет од 16,8 милиони евра, во кој Европската Унија учествува со скоро 10 милиони. Клучна врата без објаснување. Хајка на УЈП против дуќанџи од Скопје. На удар пекари, млечни ресторани и бурекджилници. Оваа вест ја пренесоа неколку медиуми според кои пресметката со производителите на бели печива е поради зголемувањето на цената на лебот. Десетици казни во висина од 1500 до 5000 евра биле доделени по нарачка директно од вице-премиерот Кочо Ангјушев и директорката на УЈП Сања Лукаревска. Управата за јавни приходи пак категорично ги демантира ваквите тврдења, кои според нив имаат за цел да ги заплашат сопствениците на малите фирми кои изразија задоволство од стапувањето на сила на новиот закон за прекршоците, кој гарантира опомена пред казна, но и многу помали казни.